За нас поддршката на медиумската писменост значи праќање на пораката дека јавноста има мощна значајна улога во детектирањето на праксата на медиумско известување, во забележувањето на она што значи неетичко и непрофесионално известување и помош на саморегулативното тело, во полесно идентификување на тие случаи, како и помош во севкупниот процес на професионализацијата на работењето на медиумите. Преку ваквите јавни настани, односно јавните седници на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите, сакаме да испратиме порака дека медиумите треба да действуваат како стожери на јавниот интерес и да известуваат, пишуваат и објаснуваат во согласно со стандардите на професијата. Комисијата за жалби, за оние што не знаат, се состои од 7 члена, меѓутоа еден член ние немаме. Имаме во моментов броиме 6 членови. Заседаваме сега во услови на коронавирус онлайн, меѓутоа обично најнормално заседаваме во група колективно. Може доколку некој е спречен да ги прати по имейл своите ставови, ги праќаат, или пак доколку може, ако не е по имейл, тогаш може сега во овие времења може и на друг начин да ги прати своите мислења за она што е на древен ред. Дека насловот или најавата на прилогот мора да одговараат на неговата содржина. Во колумните се додека нема јасен говор на омраза или кога нема чиста наврата на кон некого, мислам дека станува збор за личен став. Значи, член 16 е јасен дека медиумите и новинарите не смеат да ги користат текстовите или платформите на кои што работат за напад на своји колеги или за напад на други медиуми. Сакам да алудирам и јавноста да ја запознаам дека секој случај кога се работи за правото на приватност го разгледуваме во самиот контекст, бидејќи се работи за конкретни фактори и услови кои што мораме да ги разгледаме, а сите се различни во секој случај. Тоа затоа што законот е закон, етиката е етика, затоа што мене не ми е јасно ако објавите име, а замаглите фотографија што се виде. Недозволиво е поради интерес на јавноста да се наруши нејзиното право на приватност. И затоа околу член 7 немаме дилема. Значи, ние не можеме да имаме ист однос како за службените лица, така и за граѓаните на државата, бидејќи не можеме таква равенка да воспоставиме. Значи, секогаш се обидуваме, мислам дека и за јавноста е добро, да објаснуваме дека кога ги разгледуваме случаите, ги разгледуваме од аспект на приватноста. На крајот на криштата медиумите сепак имаат слобода, со малку дури и претерани наслови да го привлекуваат, се додека насловите се држат до фактите, да го привлекуваат вниманието на читателите. Како што сме правеле досега, така и понатаму ќе продолжиме да апелираме да се поднесуваат жалби. Наместо да се очекува со самото јавување веднаш да пристигне одредена реакција од Советот за етика, нашиот апел е да дојде во облик на жалба, бидејќи во крајна линија, така и во сите совети за етика кои што функционираат и во регионот, и во пошироко во Европа и во светот. Значи, примарно, тие се подпираат на механизмот на поднесување на жалба. Многу сум пријатно изненадена, не сум присуствувала до сега на седница во живо на комисијата. Како да речам, изобилие од аргументи, образложенија корисни, на место, значи проценка на тоа што е јавен интерес, што не е, мислам, толку само сакав една пофалба да ви дадам на сите.